Локалната библиотека Гоце Делчев и клубот на писатели Коста Солев Рацин по повод празникот на жената распиша литературен конкурс на тема 8 март. Учениците од сите основни училишта од нашиот град Велес створаа токму на оваа тема, а организаторите беа навистина доста задоволни од пристигнатите творби на учениците, но и од развојот на поетската мисла. Најдобрите ученици беа и наградени. Повеќе за овој конкурс ќе разговараме токму во денешната емисија, затоа ги поканивме една од наградените ученички, тоа е Мартина Пешова, која што е 9-то оделение од Основното општинско училиште Стојан Бурчевски Буритен и секако незината менторка воедно и професорка по македонски јазик, а тоа е госпоѓата Каролина Попова. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на КАЕД. Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата утринска програма. Професорка, јас со вас ќе го започнем разговорот и ќе ве прашам колкава е и каква е заинтересираноста на учениците од вашето училиште токму на оваа тема да творат? Вака, благодарам пред се што не поканавте да видиме ваши утрински гости. Учениците навистина пројавуваат голем интерес за секој литературен конкурс кој што ние нели ќе не го достават нас во училиштето. Нашата служба е навистина премногу ажурна во тој поглед. Секој конкурс кој што ќе го добиеме, дали во писмена форма, дали во електронска форма, значи уредно е доставен до мене како професор по македонски јазик, а сето тоа јас понатаму им го пренесувам на моите ученици. Навистина голем одзивот. Тие творат речиси на секоја тема, меѓутоа организаторите па многу добро знаат која тема да ја одберат, за онаа која што сметаат дека ќе побуди најголем интерес и навистина секогаш токму така е. Учениците творат навистина премногу и доста добро и доста квалитетно. Значи нашите ученици од Основното општинско училиште Стојан Бурчевски Буритен се едни речиси постојано наградени на било кој литературен конкурс кој што ќе дали распишан во општински рамки, дали во државни, значи се едно, затоа што тоа ќе го каже и значи мојата ученичка која што ќе се пофали со навистина многу бројни награди како во општината, така и во државата. Така. Мартина, ти на вчерашното доделување на наградите беше прва наградена токму на оваа тема. Ајде еве да кажеме од кога ти започна да пишуваш? Пишувањето представува дел од моето секојдневие и моето слободно време сакам да го посветам повеќе на себе си, пишувајќи проза и поезија, веќе започнувајќи од 12-та годишна возраст. Така. Зашто всушност најмногу сакаш да пишуваш? Која ти е онаа тема најомилена, да ја кажам? Секојдневните случаи, односно секојдневието се поттик за секој автор да може да создаде дело, односно творба, така и за мене, а воедно и љубовта која не обкружува. Така, одлично. Професорка, колку учениците од вашето училиште сакаат да пишуваат, без разлика на која ти? Да, јас како што кажав и во првото ваше прашање, тие навистина многу сакаат да пишуваат. Она порано која што имавме како литературна секција, сега го користиме она време во додатната настава каде што работиме со талентирани деца и надарени. И тоа време навистина тие сами пројавуваат навистина голем интерес за посета на тие часови. Темата на која што творат најчесто јас оставам на нив бидејќи инспирацијата е многу битен фактор за да може да напишеш некое дело. И најчесто темата е љубовта, се разбира. Меѓутоа, воопшто љубовта кон татковината, љубовта кон мајката, љубовта кон пријателите, значи се она што не обкружува природата секако. И навистина можеме да кажеме дека само оваа година децата, мислам дека некаде околу 50 на творби сигурно имаат напишано. Без разлика дали тоа во поезија или проза. Така. Мартина, на самиот почеток твојата менторка и професорка кажа дека имаш многубројни награди. Со кои награди ти можеш да не се пофалиш? Дел од нив, ако доколку ги памтиш, ако ги знаеш, секако верувам дека ги знаеш, ајде да ги кажаме и твоите награди, а веднаш потоа и ќе предлагам да ни прочиташ нешто по твој избор од твоите напишани дела. Секако може да прочитам. Инаку вкупниот број на наградите кои што ги имам добиено се вкупно се 35, додека само од литературни конкурси се 20. Најдрага награда ми е наградата која ми ја додели Министерството за образование и наука, кој што распиша конкурс по повод денот Свети Климент Охридски и моќта на словото, во кој што јас и мојата менторка заземавме учество и воедно добивме трето место.
до категоријата до 4-та година на ученици. Така. Ајде, еве сега предлагам нешто да ни прочиташ по твој избор од твоите напишани дела. Секако може. Љубовта не е само збор. Молчевме ние, а времето изминуваше без да остави трага. Само спомени во ова срце струшено безпомошно од тага. Секој миг, секој спомен од кој без допир ти трепери снага. Само скриени насмевки, изгубени во времето кој ветрот ги однел. Само сеќавања и спомени кои како карпа не руша до темел. А морето како несвесно да ги потонало на дното од длабочината, таму каде што можеш да се соочиш бескрајно во очи со темнината. За длабоки погледи полни со недоречен мук, кој во ноќта не прогонува. Оние врежани сеќавања, чиј сон се подлабоко потонува. Мелодијата од звукот на брановите продолжуваше да свири во мисливе мои. Звукот ја потполнуваше недоречената тишина, која како странец во незнано ќелче стои, како од премолчани, недопишани зборови да беше душава цела. На моменти, длабоко во нас имаше ехо од молчлива врева. Во душава без трага откопнеш, вжештена лава гори. Хартијава, полна со букви, почнуваше на глас секој мог да го збори, да кажува секој неиздустен трепет, секој премолчан збор и немирна врева во овие очи, од чија темнина, вселена во работ на немирното море, светлина се точи. По неразбраниве мисли нонстоп запишувам по некој љубовен стих, колку за момент да можам да го стишам тој пламен тих, колку за момент да можам да не осетам како полека се рушам, а со секоја песна на старово радио само за љубовта можам да слушнам. Звезда на рајска дивина од звезди блесна од прозорецот мој и тајно се всели во градиве, недостижна како тивок, немирен спокој. Гледката остана во моите очи како тишина да бдее, а сите звезди на небото желби им посакував, така потајно им се смеев. Тишината од гласен непремолчан татнеш за љубов на плеќите носеа. Нашите недоречени желби се уште како некој роб ги носеа, беа соба за тишина, а сепак небо. Како скитни кој питачи, ти дојди во душава за живее и се всели, како некој кој невидливо црнило во душата бели. Љубов беше, што му од цврстиот ти се срони без допир секоја парче, додека уште во душата гори без да престане никој непламнато жарче. За неа, за љубовта беа сите букви напишани до пред зори, се додека мракот на хартијава безмилосно не ја покори, се додека во црна темнина ноќта не се смрачи, се додека стравот колку предвидна смрт не ги мачи. Љубов беше и се беше вселило во прегратките на секој збор, во прегратките на мастилото кое само за допир испушташе крик и буквите кои во моите мисли се повеќе правеа врева и очеен вик. Ама како ќе беше само збор кога душата вечно копнееше за љубов. Одлично, Мартина. Она што сакам да те прашам конкретно за овој текст, која ти беше главната мотивација токму ова да го напишеш? Бидејќи навистина одлично звучи. Пред се ви благодарам за убавите зборови кои ми ги кажавте. Најголемата инспирација, како што кажав, ми беше љубовта и како што го насочува самиот наслов и сето она кое што не обкружува, односно секојдневието. Дали може би ова дело кое што ни го прочита и е наградено? Не е наградено, но сепак е пратено на меѓународен конкурс во Србија. Одлично, така. Колку имаш подршка ти од твојата менторка и секако и од останатите професори кои што ти предаваат по различни предмети? Колку имаш подршка од нив за се она што ти го остваруваш? Поддршката представува охрабрување, а воедно и дава инспирација за да се создадат понатамошни дела, кои што јас редовно добивам од мојата професорка по македонски јазик, а воедно и ментор на сите мои дела и учество на литературни конкурси, со кој што често ме охрабрува, ми дава поддршка и знае да ме поправи доколку грешам. А воедно и другите наставници ме поддржуваат во тоа што го пишувам. Така, одлично. Професорка, јас би ве прашала тука колку вие сте задоволни не само од Мартина како ученик и како со тоа што учествува на повеќе конкурси, литературни конкурси, колку вие сте задоволни од сите ваши ученици на ова поле конкретно? Секако ние дека сме горди пред се на Мартина, затоа што е навистина
пример за тоа како треба еден ученик да биде. Нашето училиште, знаете дека сме во рурална средина, немаме голем број на ученици, меѓутоа од она што со оние ученици кои што работиме, навистина можеме доста да се пофалиме, добиваат награди не само по македонски јазик, не на литературни конкурси, туку и по другите предмети, значи и по географија, и по биологија, по природните науки секако, по математика исто забележителни резултати на сите конкурси и навистина нашето училиште, нашата директорка и целиот наставнички колегиум навистина има ученици со кои треба и се гордее секако. Така, одлично. Што мислите вие, колку читањето на книги придонесува за децата полесно да се изразуваат, не само писмено, туку и устно секако? Така. Јас секојдневно на моите ученици тоа им го кажувам, дека колку повеќе читаат, ја навистина ќе имаат и побогат речник. Секојдневно, значи учиме и запишуваме, јас мислам дека тоа не е нешто кое што нели треба они да се срамат, меѓутоа запишуваме нови зборови кои што секојдневно ќе го збогатуваат својот вокабулар и навистина ќе знаат во даден момент како треба да се изразат. Устното изразување е секако приоритетно, дури повеќе од писменото, што секако нели, затоа велиме усмено и писмено изразување, меѓутоа прераскажувањето исто така напоменувам тоа да биде навистина многу почесто, се со цел за тие подобро да знаат да се изразат. Така. Одлично. Мартина, ти читаш книги? Секако. Доколку имам слободно време, сакам Така, освен оние литературни изданија кои што ви следуваат во текот на училишната програма, веројатно читаш и некоја друга книга. Тоа е многу битно, особено како млад поет како што си ти. Она што сакам друго да те прашам е, дали освен македонскиот јазик како предмет, имаш некој друг омилен предмет на училиште? Па, не можам сега да издвојам друг предмет, но секако јазиците се оние кои што повеќе сакам да ги зборувам, а воедно и повеќе сакам да ги применувам. Не само македонскиот, туку англискиот и германскиот, кои што ги изучуваме. Одлично. Професорка, каква е соработката на училиштето со родителите? Еве конкретно за вашето училиште да кажеме. Дали постои разбирање од страна на родителите и дали тие соработуваат со вас професорите и дали ги поддржуваат оние децата? Секако, значи, соработката со родителите е на високо ниво во нашето училиште. Значи, ние речиси секојдневно сме во контакт. Средината е таква што навистина го овозможува сето тоа. Значи, близината, сепак, нели, тоа е приоритетно за да можеме ние да бидеме во контакт. Тие се запознаени со секој чекор, значи со секоја наставна, што се вика дали тоа ќе биде програма во училиштето која што организираме, значи активност на децата, многу често ги носиме и на манифестации кои што се надвор од нашето училиште. И тие секако ја добиваме поддршката од нив, затоа што сте што правиме во интерес и на нивните деца и за нашето училиште, за да биде поафирмирано во општината, секако и во државата. Така, пред самиот разговор, пред да започнеме со разговорот пред емисијата, ми кажавте дека се одржуваат воннаставни активности. Немате конкретно проектна, мислам, некоја активност конкретна за литературата. Колку овие часови кои што доаѓаат учениците во настава им помагаат за побрзо развивање и совладување на материјата која што ја имаат? Така, секако дека им помагаат, бидејќи тие часови ние ќе работиме според програма, так. Значи имаме секако наставен план и програма за тие додатни часови и навистина има плод. Значи она што тие го добиваат во редовните часови, мислам дека е навистина за овие талантирани деца малку, затоа навистина добро е тоа што Министерството за образование ги воведе овие додатни часови за оние деца кои што навистина имаат потреба за да го допрошират или да го збогатат своето знаење кои што го добиваат на редовните часови. Така. Мартина, јас ќе те прашам колку време ти е потребно за да напишеш некое дело, еве ќе го наречам. Дали подолго време ти треба, дали повеќе денови, повеќе недели, како тече сето тоа? Па времето на пишување секогаш за секоја творба е различно, бидејќи тука зависи и темата, воедно инспирацијата во тој момент, но сепак некаде околу 1 час ми е потребен за да создадам. 1 час, а јас и денови кажав и недели. Добро, тоа за мене важи за тие што не пишуваат. Она што друга би те прашала, Мартина, што сакаш повеќе да пишуваш? Поезија или проза? Што ти е поомилено?
Повеќе сакам да пишувам проза, но сепак секако издвојувам време и за пишување на поезија, со тоа што пишувам нели песни, стихови, а воедно, како што кажав, повеќе ми лежи прозата. Така. Ти како ете млад поет, што би им кажала на нашите гледачи, на сите оние кои што сакаат да пишуваат? Кој е патот до успехот на еден млад поет како што си ти? Само повеќе пишување, повеќе одвојување време да се погрежат на себе, повеќе да се усовршат и воедно само по И себе. да читаат книги? Секако и само по себе тоа ќе дојде усовршувањето секако. Така. Професорка, вие како професор по македонски јазик, ета за крај, што би им кажале на нашите гледачи? Како полесно да бидат успешни како еден ученик како што е Мартина? Така се, јас морам да им се заблагодарам пред се на клубот на писатели Коста Солев Рацин и на председателката, бидејќи навистина конкурсите кои што тие ги објавуваат во соработка секако со градската библиотека и мислам дека имаат многу голем интерес кај учениците. Најчесто литературните конкурси на кои што учествуваат нашите ученици се тоа по повод денот на училиштата на сите општински училишта, меѓутоа добро е да има конкурси кои што ќе бидат надвор, значи од тие редовни по повод патрониот празник. Мислам дека и организираат такви. Да, секако организираат. Јас значи ги охрабрувам и сите, иначе и другите здруженија кои што можат и се во состојба да организираат конкурси, бидејќи децата навистина сакаат да пишуваат. И за учениците ќе им пратам порака и апел, навистина времето го користат, да го користат правилно, да не го користат многу пред компјутер, затоа што навистина другирувањето или книгата во рака, јас мислам дека подобар избор отколку да седат пред компјутерот. Така, мене ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска програма. Ете им кажавме на гледачите во врска со на Мартина успесите и наградите и се надевам дека повторно ќе ни дојдете со нови успеси и ви посакувам успешна работа вам професорке и тебе Мартина успешно школување понатаму и нови награди секако за твоите дела. Благодарам.